На линија треба да имаме Елизабета Спасеновска, на линк. Колешке, добро утро. Добро утро. Се јавувате од нашите гледачи Да, се јавувате од комунална хигиена и разговарате со вашата соговорничка Ана Марија повелете во наредните 2-3 минути вашиот разговор. Така, се вклучуваме од општина Аеродром и ќе можат нашите гледачи да забележат дека токму позади нас има и контейнери. Овие контейнери не се случајно тука. Ние денеска зборуваме на тема поврзана со палењето на контейнерите. Во Скопје се забележува еден навистина непријатен тренд на палење на овие садови за отпад. На оваа тема ќе поразговараме, како што и самиот кажа, со портпаролката на јавното претпријатие Комунална хигиена Ана Марија Брангулица. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вашите гледачи. Како што кажав и во најавата, Ана, тука сме на оваа локација за да посочиме дека зголемен е трендот на запалени садови за отпад. На што се должи ова? Ние навистина не би можеле да одговориме на прашањето на што се должи, затоа што навистина не знаеме кои се сторителите и кои се нивните мотиви. Она што можеме да го констатираме утринава е дека од почетокот на 2020 година, значи за некои 27-8 дена, се запалени 17 садови за одлагање на отпадот, што навистина е многу црн биланс, имајќи предвид дека сите овие садови се уништени и целосно неупотребливи. Меѓутоа, бројката е многу поголема ако се спореди со минатата 2019 година. Колку контейнери беа запалени? Токму така, во минатата 2019 година се запалени точно 137 садови за одлагање на отпадот, од кои што 5 се од ново поставените контейнери со зафатнина од 3,2 метри кубни. Имаме запалени садови за селекција на отпадот, така наречените звона. Вкупната штета е над 1,5 милиони денари кои што претрпе предпријатието со овие инциденти. Дали се откриени сторителите? Сторителите, колку што ние сме во тек, не се откриени, затоа што нашата ингеренција е дотаму да ние го пријавиме случајот како непознат сторител во кај надлежните органи и понатаму оставаме нели да се реши таму каде што треба. Она што ние можеме да го направиме по повод овие инциденти е само да ги замениме садовите, за да може динамиката на одлагање на отпад и одржувањето на хигиената да продолжи да се одвива како што треба според однапред утврдената програма и распоред. Така, би можеле ли да упатиме еден апел до нашите гледачи како да се чува она што е добро за сите? Па многу едноставно, значи урбаната опрема е поставена за да ја користиме пред се ние граѓаните, за да може хигиената да се одржи на потребното највисоко ниво, што е заложба на раководството на предпријатието. Така што ние ги замолуваме и апелираме до граѓаните едноставно да ги почитуваат термините кои што се наведени на контейнерите, кои што соодветствуваат директно со динамиката на собирање, се со цел контейнерите што подолг период во текот на денот да останат празни и околината да биде почиста и поуредна и се разбира да не изфрлат запалливи материи кои што би можеле да предизвикаат вакви опожарувања на садовите. Имате ли информација кога веќе споминавте запалливи материи, дали не са кајки се палат контейнерите или намерно? Ние навистина немаме одговор на ова прашање, меѓутоа она што можеме веќе да го претпоставиме, имајќи предвид за колку случаи станува збор за краток период, дека е интенционално, дека е намерно палењето, меѓутоа мотивот не ни е познат и не ни е јасен. Уште едно прашање пред да ви се заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Каква е состојбата со хигиената во градот? Тоа е нешто што ги интересира, верувам, сите наши гледачи. Состојбата со хигиената според нашите согледби е навистина во ред, бидејќи ние работиме според една динамика која што е навистина на завидно ниво. Отпадот се собира од страна на нашите екипи, зборуваме за садовите кои што се подземни и надземни контейнери еднаш дневно, што е навистина завидна динамика, имајќи предвид дека во, да речеме, светот, во околните соседните земји, отпадот се собира, да речеме, 2 до 3 пати неделно. Така што ние, имајќи предвид каква е ситуацијата на терен и потребите на терен, сме заклучиле дека е потребно да се работи и со позачистена, позголемена динамика и нашите екипи го прават токму тоа. Така што еднаш во текот на денот се празнат контейнерите кои што се поставени, значи подземни и надземни, додека 2 пати во текот на неделата, таа е однапред утврдена динамика, се празнат кантите кои што се доделени на индивидуалните домаќинства, односно на куќите.
Ана, ти благодарам уште еднаш за вклучувањето во Елизабета, брифинг. еве пред само едно прашање пред да се одјавите. Како вашата соговорничка го оценува фактот дека досега не се идентификувани подметувачите на пожар на контейнерите и дали воопшто имаат комуникација со полицијата кога се знае дека на секој агол во Скопје има камери? Како е можно тоа воопшто да не се идентификуваат тие лица? Ана, уште едно прашање имаме од студио. Зошто не се досега пронајдени сторителите и каква е комуникацијата со полицијата? Ако се знае дека на секој агол има камери и лесно може да се идентификуваат? Па на вистина ова прашање треба да го упатите кај надлежните органи, она што значи е наша ингеренција е само да се пријават случаите и секој еден случај бил пријавен од наша страна. Меѓутоа зошто не се пронајдени сторителите, ние на вистина немаме одговор на ова прашање. А дали комуницирате со полицијата? Дали сте во контакт, дали се интересирате? Секако процедурите се испочитувани до крај. Благодарам, Елизабета, благодарам за твоето јавување. Беше разговорот на колешката Елизабета Спасеноцка со портпаролот на комунална хигиена Ана Марија Брењулица.